Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно моје видео. Овој пат темата на моето видео е традиционалната македонска музика. Зошто оваа тема и зашто сакам да зборувам, сега ќе ви објаснам накратко. Саминава се разводив со една песна. Песната беше Калина ми болна легна. Ќе ја пуштам подоцна таа песна со прекрасно видео од мојата околина, од Ридовите. Ќе ја монтирав песната на едно многу убаво видео, ќе ја пуштам на крајот од ова видео. Но прво да се навратам на темата на која што сакам да зборувам, а тоа е како нашите предци во своите песни пееле за практични работи, мудри работи, корисни работи и работи од кои што може да научиме нешто. Ќе земам ете за пример Калина ми болна легна песната. Калина ми болна легна песната се пее за една жена, Калина, која што и се слошува на поле, летно време, нема сенка, нема ништо, таа се онесвестува, сама е, нема помош, но нејзина помош и доаѓа едно пиле шарено, кое што и прави сенка со крилјата и носи вода во клунот. И Калина го прашува пилето шарено зошто и помага. И пилето и кажува дека кога пред неколку години горела шумата, оно било мало пиле, Калина го спасило, го земало од шумата и со масло му ги излечила изгорениците кои што ги имало од пожарот. И затоа ова пиле и враќа на Калина со добро. Тоа е накратко песната, ќе ви ја пуштам на крајот од ова видео, меѓутоа ме поттикна размислувам за тоа каква поука има оваа песна, а тоа е дека се што ќе направиме добро, со добро ни се враќа, што е една прекрасна поука, и правам споредба со денешните песни. Например, во минатото нашите предци пееле им пееле на дрвијата, на земјата, на животните. И сега некој ако отиде и ако му зборува на дрво, или не дај Боже му пее, ќе го прогласат за лут и ќе го исмејуваат. Додека порано тоа било нормално. И на тој начин сме им оддавале почит највеќе на дрвијата и на нашата околина, од која што ние директно зависиме. И како што кажав, сега е чудно да пееш на дрво, меѓутоа е нормално да пееш на кола, да пееш за алкохол, да пееш за дрога, да употребува секакви зборови во песните. Не сум против ништо тоа, само правам споредба. Како порано песните пееле за практични работи, за природата, за убави работи, а каде сега застранивме со музиката и зошто треба да слушаме таа стара музика, затоа што освен тој ритам кој што го имаме, уникатен за нас, македонците, исто така може да научиме и многу корисни совети. Исто има една песна која што сакам да спомнам, е стара македонска песна, мина испеано една баба во едно село, а тоа пее за девојка која што била болна, и мајка и оди на пазар кај некој одреден лекар да најде лек, и тој кажува дека лек за сите болести е леблебија и суво грозје, тоа се пее во песната. И таа го зима тоа леблебија и суво грозје и го носи на девојката и ја излекува. Значи, исто така имаме и практични совети во некои песни. И мене тоа ми е многу интересно, и затоа ја слушам јас таа музика, што кажав, освен ритамот, има и многу поучни работи да се научат, многу убави работи. И за жал, нашата стара, да наречеме, традиционална музика е тргната настрана и на некој начин дури како да се срамиме од неа, затоа што кога одиме во кафичи, например, се слуша американска музика. Освен тоа што имаме ние ново компонирана музика која што може да слушаат младите, исто така имаме и богата ризница на стара македонска музика која што може да се слуша по локалите.
А замислете, одете некаде во Англија, во Америка, во кафич и таму цел ден ви пуштаат македонска музика. На радио, на телевизија, било каде. Замислете тоа колку би било чудно, а нас ни стана нормално секаде да слушаме таа англосаксонска музика која што пее за коли, пее за вештачки работи највеќе и секако пее за пороци од кои што корист има таа англосаксонска империја, затоа што целата нивна индустрија се базира на тие пороци, на тие енергетски пијалоци, на алкохол, на коли, на горива фосилни и сите тие работи. И нормално дека они ќе си ги буткаат тие работи. Меѓутоа, замислете само како би било во нашите ресторани, кафичи, да се слуша таа традиционална стара музика, по радијата да се пушта. Замислете енергијата што ќе се смени. Чисто само како размислување наметнувам оваа тема, за да подсетам на моќта на нашата музика, на уката што ни ја дава и за тоа колку ние може да научиме од таа стара македонска музика. Исто така тука ви ја спомнал и песната Ој ја воре, ти ја воре, препорачувам да ја слушнете. Исто таа песна е испеана исклучиво за дрвото јавор. Тие му пеат на дрвото јавор. Знам дека звучи смешно тоа и малци ме фрустрира тоа затоа што да му пееш на дрво, како што кажав, е чудно, а да и пееш на парче лим или така наречена кола е окей. Треба да е обратно, значи дрвото е сентиментално суштество на некој начин, живее, додека колата е само едно парче лим обликувана, која што ни служи да стасаме од точка А до точка Б, ништо посебно, луѓе. Додека дрвото ни дава кислород, ни дава енергија, дури ни дава знаење. Имам снимано цело видео за дрвијата, може да го најдете на мојот канал подоле. Старите дрвја кај нас се нарекувале и записи, односно ако стоиш многу долго време до нив, тие може да ти пренесат информација. Дрвата служеле за лечење, можеш да им дадеш некоја тешкотија ако имаш на дрвото, како физичка, така и психичка, и ред други убави работи кои што вредат најмалку да ги спомнеме во песна, а не да ни изгледа чудно кога комуницираме со дрвја или кога им пееме на дрвјата, како што правеле нашите предци, дека слушајќи ја нашата музика, традиционална музика, ние се доближуваме до природата или до тој природен свет, а слушајќи оваа модерна музика, ние се поврзуваме повеќе до вештачкиот свет. Затоа да си ја цениме нашата музика, ако не друго да спомнеме, тоа им е целта на ова видео, да се спомне нашата музика, да се поврземе со нашата музика изворна и со нашите предци и секако со природата и нашата мајка Македонија. Верувајте, многу полесно ќе се поврзете со природа ако ја слушате нашата традиционална музика, која што е произлезена од природата, која што е пеена во природата и која што е на некој начин чиста изворна музика. За музиката уште можам да кажам дека ако Бог, Господ, универзумот, како сакате кажете го во ова време, би зборувал на некој јазик, тој сигурно би зборувал преку песна и преку поезија. Така да мислам дека песната е нешто најблиско што може да бидеме до Бога, посебно нашата македонска изворна музика, уникатна музика, со својот 7/8 такт, кој што го нема никаде на друго место во светот. Затоа еве во ова видео да се подсетиме на нашата музика, да се поврземе преку неа со природата и да уживаме. Ова е мој мал допринес кон македонската музика. Јас на мојот канал ставам и некои стари македонски песни кои што можам да ги објавам, а да не ми го исклучат каналот, затоа што многу од песните имаат забрана да се пренесуваат, односно бараат или да платиш или да ти дадат дозвола од собственикот. Така да ја кога наоѓам некои песни што се слободни и многу стари, јас ги пренесувам. Подолу на каналот имам до сега 2 песни објавено.
Оваа сега што следува во видеото Калина ми болна легна е трета песна, која што ја имам на мојот канал Македонска. Во иднина ќе се трудам да ви објавам и повеќе песни. Не можам многу да ризикувам, затоа што каналот ми е пред исклучување, односно имам казна на каналот, рестриктиран сум, да не навлегувам во тоа зошто како. Меѓутоа, доколку направам уште нешто, тоа би им било изговор да ми го исклучат каналот. Мојот канал е мал, независен канал, слободен канал, и не знам на кој би му сметало, меѓутоа тоа е што е. Јас сум се уште тука, снимам. И така ќе биде и во иднина, додека ви имам вас. Поддржите каналот, може да се претплатите или да станете членови на каналот со некоја символична донација од 90 денара па нагоре. Имам 3 категории за донирање, ги има на каналот. Меѓутоа, ако сите се вклучиме на едно место, станете членови, сите донираме по малку, каналот ќе може да биде независен и да обстојува. Сепак Сонце горе мал канал, секоја донација и претплата ми значат. Ви благодарам за тоа до сега што го правите и ме поддржувате. А сега ви ја пуштам песната за која што зборував на почетокот од видеото. Калина ми болна легна. Ви благодарам вас што бевте со мене во уште едно моје видео. Секако се гледаме во наредното моје видео или низ нашата убава Македонија. Поздрав и секое добро!